Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Весна Ивановска од Авенга Академијата. Ивановска, добре дојдовте во студио 10. Добре ме најдов, поздрав до вашите гледачи, задоволство ми е да бидам тука повторно. Да, еве, Авенга Академија, водечки едукативен центар за практично IT образование, обележувате 15 години постоење, воведувате нови иницијативи. Па еве, да не зборувам само јас, повелете, што е ново? Што е ново? Нови работи, ви благодарам. Авенга Академија постои веќе 15 години, иако општо сме познати, па и понатаму, можам слободно да кажам, под името Сивус едукативен и развоен центар. Една компанија која што се покажа прво пионер во помногу основи, кога е во прашање неформалното образование во техничките струки, и можам гордо и нескромно да кажам дека богами низ нашите клупи компјутери поминале повеќе од 20.000 задоволни, се надевам, корисници кои што многу мина од нив впрочем и лансирале кариера во IT. Да, и оваа година ќе го одржувате, имате две значајни активности, едната е Challenge Day на 14 јуни, како и нова програма Learn AI Lab. Да почнеме со Challenge Day. Оваа година каде ќе се одржува, што ќе се одржи? Да, Challenge Day или денот на предизвици, еве кажа на македонски, е традиционален надпревар кој што Авенга Академија го организира уназад повеќе од 5 години. Тоа е впрочем еден наш, би рекла, општествено одговорен гест, да покажеме дека и како веруваме во онаа наша максима и девиза дека секој заслужува добро и квалитетно образование, и секако да бидеме ветер во грб на талентираните потенцијални кандидати, студенти, младија и не толку млади, нели, кои што би сакале да почнат кариера во некоја од IT дисциплините. Надпреварот е замислен всушност како еден забавен настан пред се, ќе биде на 14 јуни, сега оваа сабота, со почеток во 11 часот, ќе биде во нашиот двор практично, не во нашите простори. Имаме малку, како би рекла, еден урбан концепт на диџеј журка, забава, која што ќе треба да им го сузбие тој стрес веројатно што ќе го имаат заради решавањето на тестот. Самиот тест, во зависност од тоа за која академија аплицирате, значи со оглед на тоа дека ги имаме 12, почнувајќи од програмерските струки, значи веб девелопмент, односно програмирање популарно кажано, меѓутоа и оние кои што подразбираат наука, обработка на податоци, значи data science, digital marketing, дизајн академија, DevOps академија, академија за бизнис развој и продажба и така натаму, значи широко портфолио. И сега во зависност од тоа нели на која академија аплицирате, а можете само на една, вашиот предизвик ќе изгледа нели соодветно на да речеме вештините што мора да ги покажете како предзнање. Да речеме програмерскиот тест ќе биде логичен тест кој што нели нормално компјутерски ќе се изведува и во 30 на минути кандидатите ќе треба да одговорат би рекла пред се логички и прашања кои што подразбираат problem solving skills, што велиме, или нели вештини за решавање проблеми, не толку теоретско знаење од самата област. Нормално, овие покреативните струки, како дизајн и дигитален маркетинг, например, веќе ќе имаат покреативен предизвик, кој што исто така на лице место ќе се оценува. Нашиот фонд, стипендиски фонд на темата Challenge Day изнесува 100.000 евра, една убава сума која што нели секоја година ја враќаме на заедницата, затоа што веруваме искрено во моќта на образованието, особено квалитетното и одговорно, како што ние за нашето тврдиме дека е. И практично секој оној кој што ќе дојде, ќе може да се увери во нашата парола за овој настан, а тоа е денот кој што ќе ви ја промени годината, а може би и иднината, затоа што има можност да освои стипендија до 70%. Значи тоа ќе бидат, да речеме, победниците на надпреварот, да речеме? Така, ќе има повеќе победници, значи секоја академија ќе има свое рангирање и во зависност од нели каде сте, како сте позиционирани и рангирани, ќе добиете понуда за нели 70-50% стипендија и така натаму. Ќе се договориме, многу ни е битно
оние талентирани и амбициозни луѓе да ги имаме во нашите редови. Тие се подоцна и нашите најдобри амбасадори, можам да кажам. Но ова ми се чини дека е на некој начин и ајде да ја видиме и другата страна, за вас добар начин за регрутација, каде што добивате на некој начин и селекција на најдобрите кадри. Точно, не е тајна воопшто. Впрочем, иницијалната идеја зошто ние сме создадени е да помогнеме на тогаш мајката компанија Сивус, нели да го преброди оној гап, што велиме, оној недостаток што го имаат, да речеме, дипломците кои излегуваат од техничките факултети и треба многу брзо да влезат во процесот на продукција, односно да бидат употребливи. Всушност така настанавме и тоа беше една од примарните цели и денес нашата мајка компанија, сега веќе е огромна, број преку 6000 професионалци во 32 локации во светот, и тоа како ќе гледа во нас, нели, еден ресурсен центар, еден како да кажам асистент во тоа рано детектирање на таленти кои што подоцна ги усмерува во своите редови. Еве само чисто за илустрација, последните 3 години околу 80 студенти од академијата се вработиле во тогаш Сивус, нели, сега Авенга компанијата, што е навистина добра бројка, имајќи во предвид дека джуниорските позиции во моментот можеби не се најатрактивни, меѓутоа ќе дојдеме, верувам, до тоа прашање. Да, значи се вработиле, сакате да кажете, во самата компанија, Точно. Не зборуваме што се вработиле во други компании. Да, само во нашата компанија. Каков, знаеме дека има интерес сега за IT, тоа е можеби сега најинтересно за младите, но можете ли да ми кажете зашто, во кои насоки кај вас има поголем или помал интерес? Знам дека можеби не сакате премногу да зборувате на таков начин, бидејќи ги гледате како рамноправни сите, но сепак знаеме дека за некои насоки сега можеби има поголем интерес, можеби за вештачка интелигенција или нешто друго. Апсолутно, за вештачка интелигенција, убаво што го спомнавте, бидејќи со предизвикот за стипендиите, практично секој кој што ќе добие стипендија, ќе добие и бесплатен курс за AI, барем оној почетнички, нели, на ниво на подигнување на свесност. Тоа е всушност за секој учесник на денот на предизвици, што е една причина плюс да се биде дел. Не дискриминираме, во право сте, не дискриминираме насоки, меѓутоа би рекла дека мора да сме и објективни и реални за тоа што е тренд. Трендот во IT индустријата, знаете, се менува во најмала рака секои 6 месеци. Така да, ако можам да кажам што е во моментов тренд, програмерските струки остануваат и наспроти, нели, ефектот, да кажеме, на вештачката интелигенција, за кој што и пред малку говоревте, остануваат, ми се чини, на врвот, и вие го спомнавте, првиот човек на Microsoft, Сатја Недела, баш читав едно негово интервју во кое вели точно е дека 30% од кодирањето во Microsoft го прави AI. Меѓутоа, никогаш не ја подценувајте моќта на добрата основа, на логичкото компјутерско размислување кој што може да го добиете само ако навистина го изучите тоа системски. И јас сакам да верувам во ова, дека клучен е балансот на добра основа во програмирањето и потоа нормално сите можности што ги носи AI. Така затоа би рекла програмирањето останува, се разбира науката за податоци, е нешто кое што е многу блиско поврзано со вештачката интелигенција, значи data science, тука е дигиталниот маркетинг кој што доживува невидена експанзија, не само заради тоа што сите ние, нели, на некој начин зависиме од тој дигитален маркетинг, туку затоа што тоа е уште една од оние опции со кои што можеме флексибилно од било каде да работиме, да кажеме, да си го комбинираме и да си го менаџираме слободното време и професионалното време подобро, така да е многу популарен, би рекол. DevOps насоките, зборувавме за компјутерската безбедност, еден сериозен предизвик ми се чини на светско ниво, па и во нашата земја. Се разбира, така да обуката за Академијата за сајбер безбедност е повторно, да речам, меѓу оние најбараните и се надевам дека тоа така ќе остане, бидејќи навистина ќе ни треба. Дизајнерските струки се секогаш ми се чини актуелни, затоа што се тие некако врзани за афинитети, за креативна природа на луѓето
и така натаму, значи ги нудиме и графичкиот, и веб дизајнот, и game production и development, односно продуцирање на видеоигри, бизнис развој и продажба се класика, би рекла, повторно нешто што на сите индустрии им треба, независно нели во која ера живееме и така натаму. Значи, да, не би одвојувала, мислам дека за сите има по нешто. Да, отприлика одговоривте вие на прашањето, не ве повторно да ве подпрашам, што мислите колку вештачката интелигенција ќе замени голем дел од овие работни места во иднина? Ќе замени, сигурно дека ќе замени, би било чудно да не замени, нели? Сите типуваат со бројки во последно време. Еве, ако го земеме да речеме Светскиот економски форум, на кој што можеме да му веруваме како на некаков легитимен извор, таму велат дека 85 милиони сигурно ќе бидат заменети, но 85 ќе бидат заменети, но 97 нови ќе бидат креирани, кои што ќе подразбираат тесна, ако зборуваме за оној опис на работното место, новите AI-related позиции ќе подразбираат интеракција помеѓу човекот, машината на дневно ниво. Во таа смисла, може да кажеме дека можеби не се црни толку сценаријата, и наместо да се насочиме нели на таа бројка од 85 милиони, јас велам ајде да се насочиме на оваа од 97 и да видиме што може да направиме. Всушност, еден вид на трансформација на во IT индустријата, да речеме, внатрешна трансформација. Колку вашата академија представува можност за платформа за кариерна трансформација? Значи, знаеме дека многу луѓе работат една професија, сакаат да сменат, сакаат да станат, да речеме, програмери или веб дизајнери или нешто друго. Мислам дека кај вас се нуди таква можност. Може тоа да се случи. Апсолутно. И колку успеваат во тоа потоа? Па јас би рекла успеваат, меѓутоа овој процес секогаш и ние во нашите интерни дискусии велиме дека овој процес мора да се, како да речем, да се хендла многу одговорно, затоа што доаѓаат луѓе кои што веќе имаат, да речеме, некоја професија, еве во банкарството, на пример, се економисти, предпоставката е дека се добри по математика, статистика и така натаму, и некако логично пренасочувањето ќе биде или во анализа и наука за податоци, можеби тестирање на софтвер, меѓутоа има и такви кои што пак, некој подзаборавен свој талент ќе го најдат во некоја од другите академии. Затоа, освен што имаме навистина можеби најдолги во земјава програми, меѓу 9 и 12 месеци, кои што буквално почнуваат од нула, од фундаментот. Така да не сме од оние тренинг центри кои велат дојди за 6 месеци, нели, ќе постигнеш плата од таа и таа цифра. Тоа ми се чини прилично неблагодарно да се игра на таа карта. Ние велиме кај нас треба добро да се посвети човек и кога се во прашање очекувањата на нашите, да речеме, студенти, многу сме ригорозни. Значи, од старт сакаме да го подготвиме кандидатот, кандидатката, што е тоа што навистина се бара од нив. Да, нашиот дел ќе биде испорачан. Значи, зборуваме за сериозен фонд на часови, кои што понекогаш стигнува до 500-600 часови во живо со ментор и асистент. И во таа смисла програмата навистина може да ви даде знаење од нула па до некоја джуниорска позиција, а богами многу светли примери, успешни приказни ни покажале дека можат и многу понатаму, брзо се снашле, се вработиле или отвориле некој свој бизнис. Да, сега зборуваме за AI Lab. AI Lab претпоставам дека е најмногу фокусирано на вештачката интелигенција. Точно. Ова што до сега го зборувавме и беше поврзан со денот на предизвици, првенствено се однесува на овие наши академски програми, кои што најчесто за таргет публика ги имаат индивидуалците, кои што менуваат кариера, она што велите, се усовршуваат во некоја област, комбинираат повеќе дисциплини заради своите кариерни амбиции и така натаму. Она што е ново кај нас и мислам дека ќе не издвои сериозно од конкуренцијата, кога е во прашање она сега веќе широка, преширока, јас би рекла, палета на обуки за вештачка интелигенција, семинари, вебинари,
советување и така натаму. Да, гледаме дека интернетот е преплавен со тоа, со такви реклами. Апсолутно, и мислам дека не треба да бегаме од тоа. Ако Оксфорд, Стенфорд, MIT ви ги нудат буквално бесплатно своите програми или некои смешни суми за сериозни курикулуми, нели, кои сме ние, да кажеме дека ние сме единствените во нудењето класични обуки. И токму заради тоа, со една интердисциплинарна екипа со која што долго време работам, со некои повеќе од 15 на години, се разбира и со помош на мајката фирма која има сериозен оддел за вештачка интелигенција, дојдовме до идеја да ја направиме иницијативата Learn AI Lab, која што, ако треба вака едноставно да ја објаснам, всушност представува една платформа, програма, значи не е тренинг, не е консалтинг или советување, туку е една платформа која што има холистички пристап, обединува и консалтинг, проценка на вашите потреби како компанија, зборувам, а дури потоа се фокусира на вештините и на имплементацијата. Спомнав компании, тоа значи дека Learn AI Lab е продукт за компании првенствено посветен или наменет. Во овој, како да речем, во овој бас огромен, оваа возбуда околу AI, околу вештачката интелигенција, многу често компаниите, нели, во обид да го фатат бранот, да бидат во тренд, да не заостанат, купуваат, имплементираат алатки, купуваат решенија, инстант организираат обуки и така натаму, без да го пројдат оној процес на суштинска проценка на вашите потреби или она што велиме ние, дали ќе фрлите пари за џабе или ќе навистина сакате да направите добра стратегија која што ќе донесе вредност за вашиот бизнис. Не на сите бизнеси им треба вештачка интелигенција и софистицирани решенија. Затоа со Learn AI Lab ние всушност низ 3 фази имаме многу интересен модел, се вика 333 модел. Во период од 9 недели правиме, во главно минуваме низ 3 фази. Прво правиме едно скенирање или експлорација или discovery се вика тоа во терминологијата на AI експертите, во кој што ги гледаме прво спецификите на бизнисот, на индустријата, со што се занимаваат, каков е бизнис моделот и дали им треба, дали евентуално вештачка интелигенција, решение со вештачка интелигенција ќе донесе вредност. Во втората фаза правиме еден, јас би рекла за мене и најсуштински чекор, а тоа е како да се земе во предвид човечкиот фактор. Бидејќи може бизнис лидерот да одлучи дека така сака најсофистицирано решение во AI, меѓутоа зрелоста на работната сила, на луѓето со кои што работи секој ден, луѓето кои што креираат бизнис процеси е на ниско ниво, да кажеме, иако на ова додадете недоверба, така етички дилеми на луѓето, што е нормално, нели? Сајбер безбедносни ризици и така натаму, вие веќе сте на пола пат да не успеете. И токму заради тоа и McKinsey и сите големи консултантски куќи велат, проценуваат дека најголем дел од проектите имплементација на вештачка интелигенција во компании пропаѓаат заради фактот дека не е земен во предвид тој човечки потенцијал. Така да оваа втора фаза ни е за задача токму тоа, да направиме еден пресек, еден профил, кои се луѓето кои што ќе го носат тој процес и дури на крајот специфична за нив креираме померка, обука, која што ќе ги доведе нели до следното ниво на имплементација. Доколку се ова компанија кои што можеби имаат големи амбиции и комплексни системи, ние освен Learn AI Lab, интерниот тим кој што го одговара за овој прв 333 модел, го повикуваме на помош и нашиот AI тим од Avenga, кој што сега веќе работи нели на глобално ниво на многу на клиенти кои што се негде на водечката листа на бизнис лидери, да кажеме. Да. Добро, и за крај би ве прашал, што мислите во поглед на нашиот класичен образовен систем и пристапот кон вештачката интелигенција? Зборувавме за тоа со претходниот гостен. Мене ми се чини дека многу малку се работи на тоа поле за имплементација, за во однос на пресена образовниот систем. Апсолутно, и мислам дека тука сите носиме некаква одговорност, нели процесот на формално образование, знаеме во каква состојба се наоѓа и колку
како да кажам, исправени се пред екзистенцијални проблеми во голема мера и не ги подценуваме нив. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да застанеме тука. Во регионот веќе има добри пракси. Например, јас имам контакти со Хрватскиот образовен систем, образовна агенција која работи на развој на курикулуми, и тие веќе и во основно образование и во средно имаат во најмала рака изборни предмети кои што ја третираат вештачката интелигенција. Мислам дека заостануваме и тука гледам и можност, но и обврска за сите нас други, кои што се сметаме нели можеби за фронтранери, за лидери во тој процес на сетирање на образованието, да дадеме алтернатива. Многу е важно да дадеме алтернатива, меѓутоа и важно е да зборуваме, затоа го поздравувам ова што го правите. Мислам дека не сме свесни колку брзо ќе дојде ова што нели генеративната вештачка интелигенција, нели, амбициозно сака да стане супер интелигенција и така натаму, меѓутоа рековме без апокалиптични сценарија. Вчера прочитав дека Британија објави дека 7,5 милиони луѓе ќе бидат до 2030 обучени во AI. Ние се уште немаме таква иницијатива, мислам дека сме далеку, но нека биде како да кажам, потик за сите нас да смислиме нешто. Бидејќи сметам дека сепак и не е така невозможно. Низ нашите програми ние да речеме секој што и да одлучите кај нас да изучувате, дали е дизајн, дали е продажба, дали е дигитал маркетинг, ние обавезно го вклучуваме практично модулот вештачка интелигенција. Значи тоа е нешто што ви доаѓа екстра на она што ќе го изберете како професија, и идејата, впрочем и една од функциите на Learn AI Lab во иднина ќе биде секоја од нашите програми да ја трансформира постепено во програма која што ќе вклучува во значителен дел AI алатки, AI стратегија и воопшто јас би рекла креирање на AI менталитет, бидејќи AI не е само алатка. Нели често ја слушаме изреката дека нема вештачката интелигенција да го промени светот или во нашиот случај да ги промени бизнисите, туку тоа ќе бидат луѓето кои што ќе усвојат мајндсет или менталитет за развивање бизнис низ перспективата на можностите што ги нуди вештачката интелигенција. Да. Добро што завршуваме со оптимистички тон, значи скоро нема да имаме Армагедон, нема да имаме превземање на светот од вештачката интелигенција. Ивановска, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и јас и се надевам дека AI можеби ќе кодира за нас, но дека последниот збор ќе го имаме ние, зашто ќе го користиме тој код. Да, се разбира, да се бориме за тоа и да се надеваме дека ќе победиме на крај. Ви благодарам. И вака и го завршуваме ова гостување, завршуваме оваа емисија, ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата, ви благодариме и на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.